Маргинализирани без пари и со одветна здравствена заштита. Ова би можело да биде евентуална причина за двата немили настани кои вчера се случија во општата болница во Струмица. Реагира невладиниот сектор. Ромската заедница е една од најпогодените во време на пандемијата. Од Делчевската организација КХМ прашуваат како лице од најранлива категорија би можело да си дозволи тестирање од ковид во друг град, како што е примерот со Делчево, каде што заболените за земање брисеви би требало да патуваат до Кочани или Штип. Како можеме да зборуваме во тој случај за остварување на право на здравје за една категорија на граѓани која што и тоа како тешко го поминува овој економски предизвик во услови на пандемија од COVID-19. Итна подршка од владени организации да им помогнат, бидејќи социјално загрозените немаат можност да наплаќаат од 800 до 900 евра за испис на починат од COVID-19. Вчера преку социјалните мрежи побараа и група граѓани од Турското Мало во Струмица, укажувајќи дека веќе има 5 мина починати. Полицијата се уште го истражува случајот, откриен идентитетот на 3 лица, откако ќе се утврдат и останатите, ќе биде поднесена кривична пријава. Од обвинителството информираат дека сега починатиот се води како суспектен, така што земањето на бриз во постапката нема влијание. Телото на починатиот е погребано во текот на вчерашниот ден. Лекарите не успеале да земат бриз бидејќи се одвивало многу брзо. Вчера овој умрениот што го украде од болницата, после 3 сата е погребан, без да се почитуваат други протоколи. Од СВР Струмица информира дека во текот на вчерашниот ден лекар од инфективното оделение пријавил дека група на луѓе однесувајќи се агресивно влегле во објектот на инфективното оделение. Заедно со креветот го зеле починатото лице, го изнеле надвор, а откако го ставиле во патничкото возило заминале во непознат правец. Во меѓувреме во болницата во Струмица се врши вонреден инспекциски надзор за смртта на 9-месечното бебе, кое вчера почина за помалку од 2 часа откако било хоспитализирано.